човековата историја нема позначен, повозвишен настан од жртвата која направи нашиот Спасител Исус Христос во името на безмерната љубов Божја кон човека, со која тој ни посведочи ни страданието и крвта негова, дека патот до безсмртноста и Божјата милост не само што е возможен, туку е остварлива реалност до која што може да стигне било која овоземна душа. А до тој подвиг се стигнува со безусловната љубов и вера, со тој величествен избор на светлината наспроти темнината, избор што Бог го остава на нашата волја. Токму затоа Великден го нарекуваме празник над празниците. Кому во текот на великденските пости му престојат низа важни датуми што го означуваат патувањето на Христос во тие последни негови земни денови до Голготата, а потоа и до небесната светлина. Во светиот и велик четврток, како што ни пропишаа светите отци според преданието што го примија од божествените апостоли и од светите евангелија, ги празнуваме овие 4 настани: миењето на нозете, тајната вечера, свештената молитва и предавството јудино. Разбра Исус дека сака да го прашаат и им рече: затоа ли се запрашувате меѓу себе што реков, уште малку и нема да ме гледате и помалку повторно ќе ме видите? Вистина, вистина ви велам дека вие ќе се плачете и ќе завикате, а светот ќе се зарадува. И вие ќе бидете нажалени, ама жалоста ваша ќе се претвори во радост. Жена кога раѓа има болки, оти дошло времето нејзино, но штом ќе го роди детето од радост, не ги помни веќе болките зашто се родил човек на светот. Па така и вие сега сте нажалени, ама јас пак ќе ве видам и ќе се зарадува срцето ваше и радоста ваша никој нема да ви одземе. И во тој ден нема да ме прашате за ништо. Вистина, вистина ви велам, што и да посакате од Отца во Моје име ќе ви даде. До сега ништо не сте барале во Моје име. Барајте и ќе добиете, за да биде радоста ваша потполна. Говориш како човек полюбец, драги спасува, не воли сите оние, што барат помош од тебе. Централен настан за овој значаен ден од страдалната седмица е дека Господ тогаш ги востанови двете суштествени тајни за нашето спасение: Светата Евхаристија на тајната вечера и Исусовата молитва. Со други зборови, на Велики четврток почнува светотајнскиот живот на црквата. Денот започна со Христовите последни поуки за карактерот на љубовта што треба да ја стекнеме ако сме негови. На овој ден се врши миењето на нозете на апостолите, што го направи сам. Ако јас, Господ и Учител, ви ги измив нозете, тогаш сте должни и вие еден на друг да си ги миете нозете. А завршува со предавството на Богочовекот Исус Христос на првосвештениците и фарисеите, извршено од Јуда Искариот, еден од бројот на 12 најблиски Христови ученици. Бидете будни, молете се, за да не паднете во искушение. Сим говора на твоите ученици, Христе Боже наш. Во патија Исуса го одведоа при првосвештеникот Кајафа, кај што беа собрани книжниците и старешините. А Петар одеше по него оддалеку до дворот на првосвештеникот и како влезе внатре седна со слугите, за да го види крајот. А првосвештениците и старешините и целиот Синедрион бараа лажно сведоштво против Исуса за да го убијат и не наоѓаа. И макар што пристапија многу лажни сведоци не најдоа, но најпосле дојдоа двајца лажни сведоци и рекоа: овој кажа, можам да го урнам Божиот храм и во 3 дни да го созидам. И како стана првосвештеникот му рече: ништо ли не одговараш што сведочат овие против тебе? Но Исус молчеше.
А првосвещеникот му рече: те заколнувам во живиот Бог да ни кажеш ти ли си Христос, Син Божи. Исус му одговори: ти рече, ви велам пак, од сега ќе го видите Синот човечки како седи одесно на силата и како иде по небесните облаци. Тогаш првосвещеникот ги раскина лиштата свој рече: овој хули на Бога, каква нужда имаме веќе од сведоци, ете сега го чувте неговото хулење, како ви се чини. А ти одговори и рекоа: заслужува смрт. Тогаш го плукаа в лице и го удираа по образи, а други го биеа и говореа: проречени Христе, кој те удри. А Петар седеше надвор во дворот и се приближи до него една слугинка и рече: и ти беше со Исуса Галилеецот, но тој се одрече пред сите велики: не знам што зборуваш. А кога одеше кон вратата, го виде друга и рече на оние што беа таму: и овој беше со Исуса Назареецот. И пак се одрече тој со клетва: не го познавам човекот. Малку потоа се приближи оние што стоја таму и му рекоа на Петра: навистина и ти си од нив, зашто и говорот твој те издава. Тогаш тој почна да се колне и се заколна: не го познавам човекот. И веднаш запеа петел и се сети Петар на Исусовите зборови што му ги рече: уште пред да пропее петел 3 пати ке се одречеш од мене. Па излезе надвор и плачеше горко. Во на време го поведува Исуса од Кајафа во суд, но беше наутро и тие не влегоа во судницата за да не се осквернат како би можеле да ја јадат паската. Тогаш излезе Пилат пред нив и рече: зошто го окривувате овој човек? Одговорија му рекоа: ако он не беше злочинец, немаше да ти го предадеме. А Пилат им рече: земете го вие и судете го по вашиот закон. Евреите му рекоа: нам не ни е дозволено да убиваме никого, за да се исполни зборот Исусов, кој што го рече кажувајќи: со каква смрт ќе умре. Тогаш влезе Пилат во судницата, па го повика Исуса и му рече: ти ли си царот јудејски? Исус одговори: сам ли го зборуваш тоа или други ти кажаа за мене? Пилат одговори: та јас евреин ли сум? Твојот народ и првосвещениците те предадоа на мене, што си направил? Исус одговори: моето царство не е од овој свет, ако беше царството моје од овој свет, тогаш моите слуги би ме бранеле, за да не бидам предаден на евреите, ама царството моје сега не е од овде. А Пилат му рече: ти пак цар ли си? Исус одговори: ти велиш дека сум цар, јас за тоа се родив и за тоа дојдов на светот, за да сведочам за вистината. Секој што е од вистината го слуша гласот мој. Пилат му рече: што е вистина? И ова како го рече излезе пак при евреите и им рече: јас не наоѓам никаква кривица во него, но при вас е обичај да ви пуштам еден за Пасха. Сакате ли да ви го пуштам царот јудејски? И пак повика сите велејки: не овој, а Варава. Варава пак беше разбойник. Тогаш Пилат го фати Исуса и го бичува. И војниците, кога сплетоа венец од трња, му го кладоа на главата и му облекоа баграница и велеа: радувај се, царе јудејски, и го удираа по образите. Пилат пак излезе надвор и им рече: еве ви го изведувам надвор, за да разберете дека не наоѓам во него никаква кривица. Тогаш излезе Исус надвор со трнов венец и багреница и им рече Пилат: еве го човекот. А кога го видоа првосвещениците и слугите, завика и рекоа: распни го, распни. Пилат им рече: земете го вие, распнете го, оти јас не наоѓам во него кривица. Евреите му одговорија: ние имаме закон и по нашиот закон он треба да умре, зашто сам се направи Син Божи. Кога го чу Пилат овој збор, се уплаши повеќе и пак влезе во судницата и му рече на Исуса: од каде си ти? Но Исус не му даде одговор. Пилат му рече: мене ли не ми одговараш? Не знаеш ли дека имам власт да те распнам и власт имам да те пуштам?
Исус одговори: ти не би имал никаква власт над мене ако не ти беше дадена од озгора, затоа поголем греф има оној кој што ме предаде на тебе. Оттогаш Пилат гледаше да го пушти, но евреите пак викаа зборувајќи: ако го пуштиш него не си пријател на Кесарот. Секој што се прави себе цар противник е на Кесарот. Штом го чу овој зборот, Пилат го изведе Исуса надвор и седна на судскиот стол, на местото кое се вика Литострото на поеврејски Гавата. Тогаш беше петок пред Пасха околу 6-тиот час и рече Пилат на евреите: еве го вашиот цар. Но тие вика: земи, распни го. Пилат им рече: царот ваш ли го да го распнам? Првосвештениците одговорија: ние немаме цар освен Кесарот. И тогаш им го предаде, за да биде распнат. От еврејски мафташе со главите своите се подсмеваше, но да им Господи според нивните дела, зашто не го разбра Твоето провидение. Црковната завеса се раздерува, за да ги изобличи беззакониците, и сонцето своите лачи ги скрива, гледајќи како Господ е распнува. Отцу и Сину и Святому Духу, и веќе и Христо и во веки веков. Амин. Радувај се, брато, на царот на славата, вискоја само вишниот мина, и пак запечатена ја осаби за спасение на душите наши. Се чита од Светото Евангелие според Матеј. Внимаваме, во она време Јуда кој го предаде Исуса, кога виде дека е он осуден, се покаја и ги врати 30 сребреници на првосвештениците и старешините, велејќи: сгрешивот и предадов невина крв. А тие му рекоа: што не интересира нас, мисли му ти. И како ги фрли сребрениците во храмот, излези и отиде да се обеси. Првосвештениците ги прибраа сребрениците и рекоа: не чини да се остават во црковната каса, оти се цена за крв. И како се советуваа, ја купија со нив грнчаревата нива, за да погребуваат на неа луѓе од други места. Затоа и до денеска таа нива се вика крвна нива. Тогаш се исполни реченото преку пророкот Еремија. И ги зедоа 30 сребреници, цената на оценетиот кога го оценија синовите Израилеви, и ги дадоа за грнчаревата нива, како што им кажа Господ. А Исус застана пред управникот и тој го праша, велејќи: ти ли си царот јудејски? Исус му одговори: ти велиш. И кога го обвинуваа првосвештениците и старешините, он ништо не одговараше. Тогаш му рече Пилат: не слушаш ли колку сведочат против тебе? И не му одговори ниту еден збор, така што управникот се чудеше многу. А на секој празник Пасха управникот имаше обичај да отпушта на народот по еден затвореник, кого што би го побарале. Тогаш има еден прочен затвореник кој име Варава. И кога се собраа, Пилат им рече: кого сакате да ви го пуштам, Варава ли или Исуса наречен Христос? Оти знаеше дека го беа предале од завист. Во тоа време, кога тој седеше во судот, жена му порача да му кажат: не прави ништо, но тој праведник оти денеска многу пострадав насон заради него. Но првосвештениците и старешините го наговорија народот да го измоли Варава, а Исуса да го погуби. Тогаш управникот ги праша: кого од двајцата сакате да ви го пуштам? И одговорија: Варава. Пилат им рече: а што да направам со Исуса наречен Христос? Му одговорија сите: да биде распнат. Управникот рече: а какво зло направил? Но тие уште посилно завикаа и рекоа: да биде распнат.
Пилат, штом виде дека ништо не помага, се зголемува буната, зеде вода, ги изми рацете пред народот и рече: невин сум за крвта на овој праведник, мислете му вие. И одговарајќи целиот народ рече: крвта негова нека падне на нас и на нашите деца. Тогаш им го пушти Варава, Исуса им го предаде да биде распнат. Потоа управниковите војници го зедоа Исуса во судницата, ја собраа целата чета против него, па како го соблекоа, му облекоа багреница и сплетоа трнов венец, му го кладоа на глава и му дадоа во десната рака трска, и паѓајќи на колена му се подсмеваа и велеа: радувај се, царе јудејски! И пукаа на него, и како ја зедоа трската, го удираа по главата, а кога го исмеа, му ја соблекоа баграницата, му ги облекоа неговите алишта и го поведоа на раскнување, на излегување сретна еден киринеец кој име Симон. Него го натераа да му го носи крстот. Да внимаваме. Во на време кога дојдоа војниците на местото наречено Голгота, што значи ловно место, му дадоа на Исуса да пие оцет измешан со жолчка, но он вкуси не сакаше да пие, штом го распна, ги разделија лиштата негови фрлајќи жребка, па седеа таму и го пазеа и му кладоа над главата надпис со вината негова: овој е Исус, царот јудејски. Тогаш распна со него и двајца разбойници, едниот од десната страна, а другиот од левата. А минувачите врвејќи ги вртеа главите своји, го хулеа и велеа: ти што го уриваш храмот и за 3 дни го созидуваш, спаси се себе си, ако си син Божи, слези од крстот. Исто така и архиереите, заедно со книжниците и старешините и фарисеите, се подсмеваа и говореа: другите ги спаси, а себе си не може да се спаси, ако е тој цар јудејски, нека слезе, па ќе поверуваме во него. Се надеваше на Бога, нека го избави сега, ако е по неговата волја. Оти беше рекол: син Божи сум. И разбойниците распнати со него го хулеа исто така. А од 6-тиот час настана темнина по целата земја до 9-тиот час. А околу 9-тиот час извика Исусови со глас и рече: или лама савахтани, што значи Боже мој, зошто си ме оставил? А некои од оние што стоја таму, кога го чуја тоа, рекоа: овој го вика Илија. И веднаш еден од нив отрча, зеде сунгер, го натопи во оцет и го надена на трска, па му даваше да пие. Другите пак велеа: чекайте да видиме дали ќе дојде Илија да го спаси. А Исус, откако извика повторно со висок глас, го испушти духот и наеднаш се растепи црковната завеса на 2 дела, од горниот крај до долниот, и земјата се затресе и карпи падна и гробовите се отворија, и многу тела на упокоени свети воскресна, па како излега од гробовите по воскресението негово, влегува во светиот град и се јавија на мнозина. А началникот и оние што со него заедно го чуваа Исуса, како го видоа тоа земјотресот и се друго што стана, се уплашија многу и говорија: навистина овој бил син Божи. Светото Евангелие според Јована. Да внимаваме. Во на време Јосиф од Ариматеја, тајн Исусов ученик, поради страф од евреите, го замоли Пилата да го симне телото Исусово, и Пилат му дозволи. Тој дојде и го симна телото Исусово, а дојде Никодим, кој порано беше отишол ноќе при Исуса, и донесе околу 100 литри смес од смирна и алој. Го зедоа пак телото Исусово и го завиткаа во платно со мирисите, како што е обичај кај евреите да погребуваат. На она место каде беше распнат имаше градина и во градината нов гроб, во кој уште никој не беше полаган. Таму го положи Исуса заради петокот еврејски, зашто гробот беше близу. Ке се чита од Светото Евангелие според Матеја. Да внимаваме. На другиот ден по петокот се собраа првосвештениците и фарисеите при Пилата и рекоа: Господаре, се сетивме дека оној извелник уште додека беше жив рече: од 3 дни ќе воскреснам. Затоа нареди да се причува гробот до 3-тиот ден, за да не отидат учениците негови ноќи да го украдат, па да речат на народот: воскрес од мртвите.
и последната измама да биде полоша од првата, Пилат им речеве, ви стража, одете и направете како што знаете, ти отидоа и со стража го осигура гробот и камерот го запечатија. Велики петок е ден кога Исус бил осуден и распнат на срамен крст како најголем злосторник. На овој ден се строгите пости. На Велики петок се спомнува неговата мъченичка смрт. До Великден и земјата и небото молчат, се подготвуваат за победата над смртта, отварањето на рајските порти и зараѓањето на надежта за вечен живот во Бога. Се она што се случувало во тој петок, богоносните отци ни заповедаа да си спомнуваме за нив со скрушеност на срцето, со умиление. Треба да се знае тоа дека ако Господ беше распнат во шестиот ден, односно во петок, тоа е затоа што во почетокот човекот беше создаден во шестиот ден. И тоа што во шестиот час од денот он висеше на крстот, беше затоа што во тој час, како што велат, и Адам ги прожил рацете и го допрел забранетото дрво и умрел. Бидејќи требаше во оној час кога паднал, во истиот повторно да се пресоздаде, односно во градината како и Адам во рајот. Горчливата напивка го представува вкусувањето од забранетиот плод. Шлаканиците ја објавуваа нашата слобода. Плукањето, нашето нечесно однесување кое според нас е честно. Трновиот венец е изгонување на клетвата од нас. Пурпурната облека е наместо кожните ризи и за да го врати на нашата природа незиниот царски украс. Клинците се конечната неподвижност на нашиот грев. Крстот е дрвото во рајот. Прободените ребра го изобразуваат реброто на Адам, од кое е создадена Ева, а од неа пак преставот. Копјето се чини го символизира пламеното оружје. Водата од ребрата е слика на крштевањето. Крвта и трската, со нив Христос како цар со црвени букви го потпишува документот со кој ни ја дарува древната татковина. Се зборува и тоа дека главата на Адам лежи онаму каде што беше распнат Христос, главата на сите. Значи Адам се крсти со истечената крв на Христа. Тоа место пак се нарекува лобно затоа што за време на потопот Адамовата глава испливала надвор од земјата и била носена без останатите коски, како некое видливо чудо, но дека подоцна Соломон, заради честа на прататкото и со помош на својата војска, ја покрил со многу камења. Затоа тоа место се нарекува и Литостротон, односно прекриено со камења. Некои големи свети, според некои преданија, велат дека тука бил погребан Адам од некој ангел, а таму каде што е телото, лешот, таму доаѓа и орелот, Христос, вечниот цар, новиот Адам, кој стариот и паднатиот преку дрвото Адам го исцелува со дрвото на крстот. Со Твоето надприродно и за нас неизмерно милосрдие, Христе Боже, помилуј не. Амин. Слава Ти! Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нині и присно и во веки веков. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Влади Бог, святый, благослови. Христос, истинскиот наш Бог, кој заради нас и нашето спасение поднесе и смевање, и биење, и крст, и смрт, по молитвите на Света Света и Пречиста Мајка,
и по молитвите на сите свети да не спаси и помилува, како еден благи човеколюбен. Амин. По молитвите на светите Отци наши, Господи Исусе Христе, Боже наш, помилуј ме. Амин. Амин.
го одведува и предадува на управникот Понти Пилат. Зашто да видиме и да поверуваме. А во 6-тиот час настана темнина во сета земја, и до 9-тиот час, и во 9-тиот час извика гласно велики, Елој, Елој, лама савактани, што значи Боже мој, зошто си ме оставил? Некој од оние што стоја таму, што чуе, рекоа, ете го вика Илија. А еден отрча натопи сунгер со оцет, па како го закачи на трска му даваше да пие велики. Почекајте да видиме, ќе дојде ли Илија да го симне. Исус пак кога испушти висок глас и издахна, и црковната завеса се расцепи надве од озгора до долу, а стотникот што стоеше спроти него кога го виде дека он откако извика така и издахна, рече: навистина овој човек бил син Божи. Имаше и жени што гледаа оддалеку, меѓу нив беше и Марија Магдалина и Марија, мајката на малиот Јаков и на Јосија и Саломија, кои тогаш кога он беше во Галилеја врвеа по него и му служеа, и многу други што беа дошле со него во Ерусалим. Читам Светото Евангелие според Лука. Занимаваме во на време водеа со Исуса и двајца злочинци за да ги погубат со него, и кога дојдоа на местото наречено Лобно, го распнаа таму него и злочинците, едниот од десно, другиот од лево, а Исус рече: Оче, прости им, оти не знаат што прават. И други кога ги делеа лишто да него и фрлија жреб, а народот стоеше и гледаше, се подсмеваа заедно со народот и првосвештениците, велејки: други спаси, нека се спаси и себе, ако е он Христос, избраникот Божи. Исто така и војниците се подигруваа со него, приближувајќи се, тие му поднесуваа оцет и велеа: ако си ти царот јудејски, спаси се сам. А над него имаше надпис напишан на грчки, латински и еврејски: Ово е царот јудејски. Еден од раснатите злочинци хулеше на него, велејки: ако си ти Христос, спаси се себе си и нас. А другиот кога одговори, го искара и рече: зар и од Бога не се боиш кога си веќе и само осуден? Ние сме праведно осудени, зашто примивме заслужена казна според нашите дела, но он ништо лошо не направил. Па му рече на Исуса: сети се на мене, Господи, кога ќе дојдеш во царството свое. А Исус му рече: вистина ти велам, денеска ќе бидеш со мене во рајот. А беше веќе околу 6-тиот час и настана мрак по сета земја до 9-тиот час, и сонцето потемна и црковната завеса се расцепи преку средината, и извика Исус гласно и рече: Оче, во Твои раце го предавам својот дух. И штом го рече тоа, издахна. А стотникот кога виде што остана, го прослави Бога и рече: навистина овој човек бил праведник. И сиот народ кој се беше собрал да гледа кога виде што остана, се враќаше со удирање в гради, а сите негови познати и жените кои го пратеа од Галилеја стоја подалеку и го гледаа тоа. Самиот збор Пасха означува излез, премин. Првиот премин го постави почетокот на Стариот Завет, а Великден е новата Пасха на Новиот и Вечен Завет, кога што пророците од давнина го предскажале. Тоа е вечното преминување од смртта кон животот и од земјата на небото. Тоа е денот Господов, очекуван од светите пророци, ден што го создаде Господ за својот суд над сите суштества, денот негов на крајната и вечна победа. Јагнето што го навести пророк Исаја оди на доброволно колење и дозволува да биде биено по плеките и образите, без да го свртува лицето од плуканиците,
На срамна смрт се осудува и он, безгрешниот, доброволно прима се, за да им дарува на сите воскресение од мртвите. Ќе се чита од Светото Евангелие според Јован. Да внимаваме. Во на време го поведува Исуса од Кајафа во суд, но беше утро и тие не влегува во судницата за да не се осквернат како би можеле да ја јадат паската. Тогаш излезе Пилат пред нив и рече: во што го октивувате овој човек? Одговорија и му рекоа: ако он не беше злочинец, немаше да ти го предадеме. А Пилат им рече: земете го вие и судете го по вашиот закон. Евреите му рекоа: нам не ни е позволено да убиваме никого, за да се исполни зборот Исусов, кој што го рече кажувајќи со каква смрт ќе умре. Тогаш влезе Пилат во судницата, па го повика Исуса и му рече: или си цар јудејски? Исус му одговори: сам ли го зборуваш тоа или други ти кажаа за мене? Пилат одговори: та јас евреин ли сум? Тојот народ и првосвештениците те предадоа на мене. Што си направил? Исус одговори: моето царство не е од овој свет, ако беше царството мое од овој свет, тогаш моите слуги би ме бранеле за да не бидам предаден на евреите, ама царството мое сега не е од овде. А Пилат му рече: ти пак цар ли си? Исус одговори: ти велиш дека сум цар. Јас за тоа се родив и за тоа дојдов на светот, за да сведочам за вистината. Секој што е од вистината го слуша гласот мој. Пилат му рече: што е вистина? И ова, како го рече, излезе пак при евреите и им рече: јас не наоѓам никаква кривица во него. Но при вас е обичај да ви пуштам по еден за Пасха. Сакате ли да ви го пуштам царот јудејски? И повика сите велејки: не овој, Варава, а Варава пак беше разбойник. На Велики петок црквата го извршува споменот за смртта и погребението на Господ Исус Христос и неговото слегување во адот. Ова е стожерна точка во страдалната седмица, тогаш Богочовекот кој невино пострада за спасението на човечкиот род ја стекна благодатта на искупувањето од прародителскиот грев, со што се обезвласти владењето на смртта и на пеколот, демоните, над природата на човекот. Попросто кажано, од тогаш луѓето кои живеат богоугодно, кои ќе ги очистат своите срца од страстите, повторно можат да стануваат слободни личности, а како такви треба да бидат наследници на рајот. За овој ден црквата пропишува најстрог пост, денот треба да помине без јадење и пиење, во знак на таговно сеќавање на настаните од она време. На Велики петок тајниот Христов ученик Јосиф од Ариматеја го измоли од Пилат мртвото тело на невино распнатиот Господ Исус, а јудејскиот кнез Никодим, кој што и самиот тајно го следеше Христовото божествено учење, со смеса од смирна и алој му го подготви телото за погребение. Погребот е извршен во петок пред Пасха, во свеж гроб во близината на Голгота, собственост на Јосиф од Ариматеја.
присуствувале само неколку луѓе. Долгата традиција на споменувањето на овој ден го исполнила со вонредни богослужбени дејства, ги изобразуваат настаните што се случија на Велики петок. Ова започнува со утрената која како бдение се служи уште вечерта во четвртокот, во која се објавува евангелската историја за страдањата и смртта на Господ Исус Христос во 12 евангелија. Со оглед на тоа дека на Велики петок Богочовекот Исус Христос му се принесе себе си како благодарствена и искупителна жртва на Бога Отецот во име на севкупната човекова природа, човечкиот род, во црквата не се служи светата Евхаристија. Во аскетската литература светите отци особено се задржуваат на карактерот на молитвата на Господ во Гециманската градина, произнесена на Велики петок, и ја покажуваат како извор, вдахновение и пример на она вонредно животворно сеќавање на смртта, што е преисполнето со безусловната предаденост на Синот кон волјата на Бога Отецот. Во светиот и Велик петок ги славиме светите, спасителни и страшни страдања на Господ Бог и Спасителот наш Исус Христос, што заради нас доброволно ги прими. Плукањето, биењето, шлаканиците, навредувањата и смејувањето, пурпурната облека, трската, сунгерот, оцетот, клинците, копјето и по сето тоа крстот и смртта, а сето тоа се изврши во петок. Бидејќи веќе беше вечер, Јосиф од Ариматеја, кој беше таен ученик Христов како и други, дојде кај Пилата со смелост, бидејќи му бил познат и му го побара телото на Исуса. Пилат заповеди да му го дадат. Откако го симна од крстот, тој напожно го положи. Кога настапила ноќта, дошол и Никодим, носејќи некаква смеса од смирна и алој, подготвена навреме и како што било обичај кај јудеите, го завиткале со плаштаницата и го положиле во Јосифовиот гроб излабен во камен, во кој претходно никој не лежал, за кога ќе воскресне Христос да не го припишат неговото воскресение на некој друг. Смесата пак од смирна и алој, евангелистот ја спомнува за оние што би можеле да имаат приговори со цел, гледајќи ги завоите и плаштаницата, да не мислат дека телото било украдено. Amen.
Откако со плач го зеде мајката на искусомажна, го положи на своите колена, молејќи го со солзи и целивајќи го, горчливо редејќи и воскликнувајќи. Може се наслади по Твоите откровения како секое богатство. Господи, Ти воземеме, Господи, според Твоите зборови биди милостив кон мене. Великден е центарот на православната вера и празнување. А пак периодот пред Великден е долго патување исполнето со покаяние, прошка, измирување, молитва, пост и учење. Со пристигнувањето на Великден се празнува победата на животот над смртта. Затоа апостол Павле одлучно и јасно изјавува: ако Христос не воскресна, празна е нашата проповед, празна е и вашата вера. Се е изгубено, се е пропаднато ако Христос не воскресна, вели свети Јован Златоуст, објаснувајќи ги овие апостолски зборови. Без Христовото воскресение се е привид и Христос и сите негови дела и се вкупното негово учење. Господи, Господи, Господи,
крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во веки веков. Амінь. Святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий
Божий от Йосиф, кога у кръсту, Босина Твоето пречисто тело, соплащаница чиста Господа, и сумири си го прекри, воно проположи. На Божий от Йосифове от кръстот, Босина Твоето пречисто тело, соплащаница чиста Господа, и сумири си го прекри, Христе, koji držiš krajištата на светот, доброволно си. Пресветая Богородице, спаси нас. Слава Тебе, Христе, Боже наш, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нині і присно, і во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, владико, святи, благослови. Христос, истинскиот наш Бог, кој заради нас и нашето спасение, благоизволи да пострада, да биде распнат на крст и да биде погребен по молитвите на својата свети пречиста мајка и на сите свети, да не спаси и помилува како еден благи човеколюбец. Амин. Молитвите на светите отци наши, Господи Исус Христе, Боже наш, помилуј ме. Ja idem u crkva, ovdje kad prosim, svite mi davat, Bog neka mu daje, Gospod zdravlje neka mu daje, da svite i danas da se zmaši, neka misli Bog i za nas. Малку пред полноќ
Ноќта спрема Велика сабота се служи полноќницата. Свештеникот ја симнува плаштаницата од гробот, ја внесува во олтарот преку царските двери и ја сместува на престолот, каде што останува 40 дена до вознесението Господово. На полноќ започнува воскресната литија. Придете, примете светлина. Дојдете, Направете простор, палете, направете простор само. Направете вемован простор само да поминуваме. вечерната светлина и благослове Tego Христа, Той воскресна от мъртвите. Дойдете, примете светлост от невечерната светлина и благослове Tego Христа, Той воскресна. Чистим сърцем Тебе славим Ти. Воскресение Твое, Христе спасе, ангели поют на небе. Од времето на страдањето на Господ Исус Христос на крст на Голгота, секоја велика сабота е исполнета со исчекување на благодатта на Неговото воскресение. Смртта на Господ веќе ги воскреснала упокоените праведници во Иерусалим, кои им се јавиле на мнозина, а први што трепереле пред можноста да се објави како воскреснат биле неговите непријатели, првосвештениците и фарисеите, кои побарале да биде убиен. Поставена е стража од римски војници за да му го чува телото. Долгиот богослужбен ден на Велика сабота завршува длабоко во ноќта со бдението пред Пасха, а на живоносниот гроб Господов во Иерусалим се празнува светиот оган. Овој оган од светиот гроб се пренесува по светата земја и ги осветлува сите домови. На денот на велика новозаветна жртва, сонцето на правдата, Христос, го разгорува светиот оган. Овој празник е востановен според чудото кое се случило во време на патриархот Наркисус, кога во недостиг од масло канделата биле налеани со вода и запалени од оган, кој чудесно слегол од небото и за време на пасхалната служба горел како да е од масло. Древните христијански сведоштва говорат дека незгасливиот оган се чува на светиот гроб од раните времиња на христијанството. На бдението пред Пасха, Воскресение, во црквите широм православието, епископот, бидејќи на местото и во образот Христов, самиот ги благословува и ги пали канделата, а сите други земаат светлина од неговата свеќа. Поворката го обиколува храмот и се враќа кон неговите затворени врати. И тука свештеникот свечено го објавува Христовото воскресение. Понекогаш се чита Евангелието кој раскажува за празниот гроб. Потоа тој извикува слава на светата, единосушна, животворна и неразделна Троица и по прв пат се пее великденскиот тропар, заедно со стихири од 6-7 псалм, со кој отсега ќе почнуваат сите великденски служби.
Господа Бога го молиме. Господи помилуй, Ке се чита помилуй. од Светото Евангелие според Марко. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме. Во првиот ден од седмицата дојдоа на гробот многу рано, кога изгреваше сонцето, па си говореа меѓу себе, кој ќе ни го подигне каменот од вратата на гробот. И кога погледа, видоа дека каменот е подигнат, а каменот беше многу голем. Штом влегоа во гробот, видоа еден млад човек облечен во бели алишта, како седи од десната страна, и многу се уплашија. А тој им рече: не бојте се, вие го барате Исуса Назарецот, распнатиот, он воскресна не е овде. Еве го местото каде што го положија. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Едносушна и неразделна Тројца, постојано сега и секогаш и во сите векови. Амин. Христос воскресе из мертви, смертију смрт поправ, Исушти во гробје живот дарова. Христос воскресе из мертви, смертију смрт поправ, Исушти во гробје живот дарова. Христос воскресе из мертви, смертију смрт поправ, Исушти во гробје живот дарова. Христос воскресе из мертви, смертију смрт поправ, Исушти во гробје живот Да воскресне Бог и да се растурат неговите непријатели и да бегаат од лицето Негово, оние кои што го мразат. Христос воскресе из мертви, смертију смрт поправ, Исушти во гробје живот дарова. Како што исчезнува чадо да исчезна, и како што се топи восокот пред лицето на огнот. Христос воскресе из мертви, смертију смрт
погинат грешниците од лицето Божјо, а праведниците да се развеселат. Христос воскресе из мертвих, смертью смерть поправ. Иисус во гробе живот даровал. Ова е денот што го створи Господ, за да се зарадуваме и развеселиме во Него. Христос воскресе из мертвих, смертью смерть поправ. Иисус во гробе живот даровал. Слава на Отецот и Синот и Светиот Дух, и сега и секогаш и во сите векови. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ. Иисус во гробе живот даровал. Народот повторно влегува во храмот и великденската утрена продолжува. На оваа служба ништо не се чита, туку се пее. Песнопењата на канонот од Свети Јован Дамаскин се преплетуваат со тропарот на празникот. Повторно и повторно свештеникот извикува: Христос воскресна, и секој пат народот му одговара: навистина воскресна. Вечерните наши молитви прими ги, Свети Господи, и дај ни прошка на гревовите, зашто си единствениот во светот кој си го објавил воскресението. Дојдете, луѓе, да го воспееме и да му се поклониме на Христа, славејќи го неговото воскресение од мртвите, зашто он е нашиот Бог, кој светот го избави од измамата ѓаволска. Богородице, помазани
Rosija, Linguinje i veselися Sione, Priče čistaja krasuća Bogorodice, obozdani roždestva Tvojego. Ангелоте скайки наши вите и прикаше, за претеги слозите, zašto Hristos воскресна. Svetися, novi Jerusalime, slava Gospodnja na tebe vozija. Linguinje i veselися Sione, priče čistaja krasuća Bogorodice, obozdani roždestva Tvojego. Hristos воскресна, смъртта uništuvanja i mrtvите ги podига, luge veselete se. Svetися, novi Jerusalime, slava Gospodnja na tebe vozija. Linguinje i veselися Sione, priče čistaja krasuća Bogorodice, obozdani roždestva Tvojego. Venese koja tvar se veseli i radova, zašto Hristos воскресна i javno te pobede. Svetися, novi Jerusalime, slava Gospodnja na tebe vozija. Linguinje i veselися Sione, priče čistaja krasuća Bogorodice, obozdani roždestva Tvojego. Ja veliča duša ta moja krepostna, na tri poslasno to i nerazdelno božestvo. Svetися, novi Jerusalime, slava Gospodnja na tebe vozija. Linguinje i veselися Sione, priče čistaja krasuća Bogorodice, obozdani roždestva Tvojego. Raduvaj se, Devo, raduvaj se, blagoslovena, raduvaj se, preproslavljena, zašto tvoj od svih воскресна, древневено Твоего. Svetися, novi Jerusalime, slava Gospodnja na tebe vozija. Linguinje i veselися Sione, priče čistaja krasuća Bogorodice, obozdani roždestva Tvojego. Voskresce iz mrtvih, smrtju smrtvo
цркви. Христос воскресе измерти, смерти усмерть поправи, сущи во гробе, живот даровал. Новойде го создаде Господ, да се зарадуваме и да се развеселиме по Него. Христос воскресе измерти, смерти усмерть поправи, сущи во гробе, живот даровал. Слава на Отецот и Синот и Светиот Дух, и сега и секогаш и во сите векови. Христос воскресе измерти, смерти усмерть поправи, сущи во гробе, живот даровал. Те мудрост прост. Во почетокот беше Словото, и Словото беше во Бога, и Бог беше Словото. Тоа беше во почетокот во Бога. Се преку Него постана и без Него ништо не стана, кое што постана. Во Него имаше живот, и животот беше светлина на луѓето. И светлината во темнината свети, мракот не ја опфати. Имаше еден човек по име Јован, пратен од Бога. Тој дојде за сведоштво да сведочи за светлината, па сите да поверуваат преку него. Тој не беше светлината, туку да сведочи за светлината. Постоеше вистинска светлина, која го осветлува секој човек што доаѓа на свет. Во светот беше и светот преку него постана, но светот не го позна. Дојде при своите и своите не го примија, а на сите што го примија, на сите што веруваат во неговото име, им даде можност да станат синови Божи. Тие не од крв, ни од похот телесна, ни од похот машка, а од Бога се родија. И Словото стана тело и се всели во нас полно со благодат и вистина. И ние ја видовме неговата слава, слава како на еднороден од Отецот. Јован сведочеше за него и викаше зборувајќи: овој беше за кого реков, тој што иде по мене ме испревари, оти постоеше порано од мене. И од неговата полнота ние сите примивме благодат врз благодат. Зашто законот беше даден преку Мојсеја, а благодата и вистината произлегоа од Исуса Христа. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Браќи и сестри, денеска се исполнува оно долго очекување наше, оно заради што сме постали, заради што сме се воздржувале. И сега наистина треба да ги отвориме срцата и да се израдуваме на чист начин според подготовката која сме направиле во текот на постот. Да се израдуваме поради единствената работа поради која што стварно вреди човек да се израдува, а тоа е дека смртта е победена преку Христовото станување од гробот. Денеска црквата го читава Евангелие кое што за разлика од првото Матеевото Евангелие, кое зборува за родословот Христов меѓу луѓето, зборува за родословот Христов, така да го кажеме, родословот Христов небесен. Значи го нарекува слово кое во почетокот беше во Бога, низ кое се што постои постана, кое беше полно со благодат и со вистина, и сите останати епитети што се дадени, сите останати описи се бескрајни во своето значење. Значи денеска ова се чита токму поради тоа што единствено Бог беше способен
да ја победи смртта на вистински начин. Единствено Бог беше оној што можеше до таму да го издигне човекот, да му ја даде вистинската и потполна радост, ете оваа денешна воскресенска радост. Амин. Тој е ден на Царството Божјо, во кој ќе нема ноќ, бидејќи негова светлина е агнецот. Великденската служба воопшто не е временски определена спрема изгревот на сонцето. Великденската утрена и божествената литургија се служат заедно во почетните часови на првиот ден на неделата, за да ни се даде можност да го почувствуваме идното создавање на светот и мистично да влеземе во новиот Ерусалим, кој вечно светли со славната светлина Христова, која победува непрекинатата ноќ на злото и ја уништува темнината на нашиот смртен и грешен свет. Да ги спомне Господ Бог во своето царство, постојано сега, секогаш и во сите векови. Амин. Сестрите, од овој свет манастир да ги спомне Господ Бог во царството свое, постојано сега, секогаш и во сите векови. Амин. Вас и сите православни христијани да ги спомне Господ Бог во царството свое, постојано сега и секогаш и во сите векови. Со страх Божи, вера и љубов пристапете. Светли нов Ерусалиме, зашто славата Господова те осветли. Ликувај сега и весели се, Сионе, ти чиста, радувај се, Богородице, на воскресението на оној што си го родила. Ова е еден од најважните великденски химни на православната црква, инспирирана од пророштвото на Исаија и првите глави од книгата на Откровението, бидејќи новото создание, новиот Ерусалим, небесниот град, Царството Божјо, денот Господов и свадбената гозба на јагнето со неговата невеста, сето ова се празнува и се остварува во Светиот Дух во Великденската ноќ.